Здраво на сите! Добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Ангела Стојановска, независна актерка и еден од основачите на Сдруженијето за афирмација на уметност Фуктус. Добре дојде, Ангела. Здраво! Добре ве најдов. Фала на поканата. Да, јас ти благодарам многу што ја прифати поканата и што се согласи да ги споделиш своите доживувања, размислувања и ставови за нашата уметност во време на пандемија. Драго ми е. Што значи да се биде театарски актер, Ангела, во време на пандемија? Кои се твоите чувства и доживувања? Овој нов аспект на твојата професија. И стариот беше доволно тежок за објаснување, а пандемијата воопшто не помага во објаснување на новите потешкоти. Јас започнав, ова лето ми беше испланирано, ќе имав 2 театарски процеса, ќе се бавев активно со глума, затоа што по дипломирање некако решив да правам некоја пауза од година-две и да не се занимавам со ништо на темата. Да, и очигледно и сега правам пауза. Некако многу неочекувано. Не бевме спремни како да се справиме со оваа нова состојба, не само ние како театарски актери или актери воопшто, туку тоа ги опфати с професии, ама некако основата на било кој театарски процес е пробата како таква. Не може да има представа без проба, а не може да има проба ако луѓето не можат да се соберат физички на едно место без оглед на начинот на кој ќе се играт, односно гледа представата. Така да, беше многу тешко и се уште кај мене се насобра некаков гнев и агресија затоа што немав начин како да се справам со состојбата. Во еден од процесите во кои почнав да работам, почнавме со онлайн проби, меѓутоа се уведе дека тоа не е најидеалниот начин за функционирање и после извесно време моравме да паузираме. Спомена 2 процеси театарски. Започна да работиш во Кумановскиот театар, во представата Вообразен болен, во режија на Драгана Гунин, и започна да го работиш и Иднината е приватна во режија на Милош Андоновски, кој што е независен проект. Како изгледаат тие обиди за онлайн комуникација и за продолжување или пак, ако не се лажам, вие Иднината е приватна и ја започнавте на интернет, така? Имавте некои средби предходно? Имавме неколку средби предходно и решивме да продолжиме на интернет, затоа што мислам дека на почетокот сите имавме некое чувство дека ова ќе помине брзо, дека ќе се вратиме во нормала. И ние од таа причина решивме дека нема потреба да паузираме. Продолживме со онлайн проби, меѓутоа тоа беше во една фаза и многу интересно и добро за тој конкретен процес, затоа што во него дискутираме за иднината, каква ќе биде во однос на технологијата, корпорациите, така натаму. Така да беше многу занимливо. Но после извесно време, ако земеме предвид дека има 7-8 на некаква си платформа, без оглед дали тоа е месенџер на Facebook, дали е Zoom, доволно е само едно мало доцнење во исчитување на една реплика и се губи целата динамика, малтене на целата проба. И некако, да, после стана фрустрирачки и решивме дека е добро време да прекинеме со проби. Како изгледаше таа трансформација на приватниот простор во работен простор? Вие сите работевте од дома, претпоставувам. Да, како изгледа таа организација на собата во која што минува ситуацијата во една соба во која што треба да биде симулација на сцена? Да. Многу е чудно. Целата моја подготовка започнуваше исто како да одам во било кој друг простор на било која проба. Си спремам вода, си спремам кафе, си спремам 15 минути пред да почне пробата, со тоа што сега се дода технички аспект на кој претходно може да не сме мариле толку. Прозорецот е затворен за да нема галама,
не знам, ставам слушалки за да можам добро да слушам. Домашните се Да, предупредени. домашните знаат, не смеат да влезат, а ако некој отвори вратата им добива строг поглед од моја страна и се ставам на мјут. Да, некако многу е чудно, не е како било која друга приватна комуникација која што имаме со помош на овие мрежи. Не е, например, како да се слушам со другарче кое што живее во друга земја, туку има некоја ниво на професионалност, ама целото тоа има една доза на хумор, затоа што реално колку можам да сум професионална дома, еви и сега се гледаат моите слагалици, ова е сепак мој простор, и некако тешко е да се направи таа поделба, ама не е неизводливо. Како вие не? Не е неизводливо. Аха, не. Тешко е, ама не е неизводливо. Да, ќе се проткае по некоја маче, кутре, ќе се запознаеме, ќе влезе некој друг во кадарот и со тој ќе се запознаеме, така да интересно во секој случај. Така. Кое е твоето мислење за онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, а сега се прикажуваат нели на интернет, се со цел да се задржи тој контакт со публиката. Како ги доживеа овие архиви на веќе на минат труд на минати представи? Од една страна сметам дека тоа беше еден многу добар потек. Меѓутоа во нашите услови мислам дека тие снимки не се наменети со цел да се не се креирани со цел да се прикажат без оглед дали на телевизија или на некоја ваква платформа. И тоа може да влие и лошо, затоа што содржината која што е намената првично за театарска сцена ја примаш преку некој друг медиум и сметам дека не го дава она доживување кое што би го имал доколку си во театар. Театарот не го подразбирам само како зграда и институција, туку во некој простор за кој ние сме се договориле дека ќе ја играме таа конкретна представа, тоа конкретно дело. И од друга страна, многу од содржините беа поставени бесплатно. И тој систем до некаде го разбирам реално во таква некоја тешка финансиска состојба кога луѓе добија откази, не знаеа дали ќе им стаса плата следниот месец, кој реално и колку би можел да плати за да гледа некој ваков тип на содржина. Меѓутоа сметам дека требаше да се воспостави некаков механизам на донација. Дали тоа ќе биде донација за самата институција, за пренамена на ресурсите за изработка на проекти, затоа што нели сега ние сме во фаза каде што не можеме да имаме нормални проби. Тоа значи дека ќе треба да се направат некои дополнителни набавки кои што ќе ни овозможат во ова време некако да функционираме. Сметам дека требаше да има некаков систем на донација за сите оние кои што можат да се приуштат без оглед дали се фирма, дали се приватно, дали се физичко лице, да го направат тоа. Без оглед на тоа дали станува збор за институција, независните уметници, доколку биле дел од тој процес, ќе се договориме. Меѓутоа сметам дека требаше да има некаков механизам. Затоа што многу разговаравме со многу од колегите. Ние целото тоа време на полициски час сите од нас го поминувавме впивајќи некаква уметност. Дали се тоа серии, дали се тоа филмови, дали се снимки од театарски представи, музика, зашто и да зборувам. И некако тоа ни стана навика. Не велам дека сега ни станало и од претходно ни е навика, меѓутоа многу е чест моментот при таква некоја навика да се заборави на тоа колку труд за да се изгради нешто така. И тој труд не подразбира само временски труд, него многу често подразбира и финансиски аспект. Ние во институцијата имаме некаков механизам на функционирање, се доделуваат некакви средства, се прават некакви програми, Министерството за култура има големо влијание и така натаму, меѓутоа за независната сцена никој нема најдено механизам како најдобро да преживее, не па да се справува со вакви ситуации. Единствено тој дел ми беше проблематичен, морам да признам.
и не забележав дека се дискутираше. Зборам пак за територијата на Македонија, за другите снимки, за другите театри, многу често паралелно одеше една линија на систем на донации и така натаму. Меѓутоа кај нас тоа барем јас не го забележав, ако грешам поправиме. Да, па да, и јас мислам дека е така. Барем моите сознанија го потврдуваат твоето мислење. Наспроти овие онлайн прикажувања на веќе одиграни представи, и во нашата земја и надвор од неа се појавија проекти кои што се создадоа за време на полицискиот час, за време на карантин, за уметниците создаваа представи, еве, и ти самата напомена дека вие продолживте некои од пробите да ги правите онлайн, ако не се лажам, вие имавте и отворена проба за публика, буквално на Zoom, зашто би сакала да ми откриеш повеќе детали, бидејќи јас немам можност да присуствувам на таа отворена проба. Но и би сакала да го дознам твоето размислување за овие проекти кои што се случија за време на пандемија, за време на полицискиот час, кои што се нарекуваат интернет перформанс, го нарекуваат акторите Дејан Дамјановски, екипата од Бешкиот театар, тој и таа го подготвија интернет перформансот, или пак виртуелната представа во режија на Нела Витошевиќ, како и многу други слични проекти кои што се нарекуваат онлайн театар, има различна терминологија за која што не е се уште нова, но се случија почитувајќи ги овие препораки и се случија на интернет платформите поради тоа. Кои се твоите размислувања за почеток, ако може, за вашата отворена проба и тој однос со публиката? Да, по повод Светскиот ден на театарот, решивме да организираме отворена проба. Имаше една форма на која што може да се пријавуваат луѓе, не мора да се, мислам, не требаше тоа да бидат луѓе од театарската фила, тука едноставно влюбеници во театарот. И ние дискутиравме со нив на неколку теми кои што беа поврзани директно со представата на која работиме. И беше многу интересно искуство, некако вклучуваш луѓе во процес кој што е интимен. И сите почнуваат да споделуваат нивни интимни моменти, доживувања, мислења и некако колку и да немаше физички допир, поздрав, честитки, мислам дека на некој многу убав начин се споивме со публиката. Некако како разговор со публика после премиера, ама немаше премиера, тоа е едно убаво чувство. Кога некој ја цени работата, кога сака да се вклучи, кога има мислење и сака да го каже, беше прекрасно. И таа проба ја завршивме со аплауз. Кој долго време го немав чуено. Така. Баш беше фино доживување. А во однос на другите работи кои се случуваат онлайн, се си представи, кои што доживуваат своји изведби онлайн, јас немам ништо друго освен да им честитам на колегите за ентузијазмот и за храброста. Многу е затоа што почнавме со онлайн проби, мислам ги пренаменивме пробите во онлайн проби, многу ми е јасно колку е тешко да се имаат проби за да се дојде до некаков резултат. Можам да замислам колку енергија, време и напор е вложено во тие продукти и за тоа треба стварно голема посветеност, без оглед дали доаѓа од некоја независна сцена или од институција, во овој случај Велешки театар. Мислам, навистина треба време, посветеност и стварно е фино да се видат такви некои продуци и да знаеме дека театарот се уште постои во некоја своја форма и ќе постои. Мислам, на нас не е јасно, на некој рационално ниво, но многу убаво да се види сето тоа. Така да, браво. Кои се твоите планови како актерка доколку оваа ситуација продолжи во недогледан период? Искрено се надевам дека нема да биде така, но еве хипотетички ако си ја зададеме ситуација. Јас и колегите Христијан Поп Симонов и Васко Костовски цело ова време работевме на Самоглас, платформа за аудиокниги на македонски јазик. И во периодот на најрестриктивните мерки, затоа што сепак станува збор за снимање, има некој во твојата просторија, ти си многу блиску до микрофон, тоа е многу блиску до тебе, тоа е комплицирана една ситуација.
Затоа се обративме кон колегите од факултетот за драмски уметности да ни помогнат и со своите телефони да снимаат парчиња, раскази, текстови кои што ние им ги праќавме претходно. И на тој начин, кога имавме карантини, кога мерките беа најрестриктивни, кога имавме полициски час, 6 недели успеавме да работиме со тоа темпо и околу 30 на 35 колеги да ни ги поземат своите гласови. Меѓу кои ти, и за тоа фала. Јас ви благодарам на поканата и на таа иницијатива, бидејќи на сите нас ни дадовте активност во тоа време кога сите бевме затекнати и не знаевме што да правиме со себе си. Јас уживав во својот плакар додека снимам за да ја добиам комплетната тишина и јас сум ви благодарна на вас. Многу верувам дека и сите колеги кои што беа вклучени во проектот. И истото што ти се случило и на тебе не се случуваше и на нас. Баш онака имавме некаков план, некаква цел, некаква активност. Имавме работа. Тоа е работа. За никој од инволвираните страни не беше платена работа, ама беше некаква работа во рамки на нашата струка. И тоа навистина, мислам, јас во таа дадена фаза имав и некои лични проблеми поврзани со ковид и се останато, и Ептен ми помогна онака да останам во живот. И верувам дека ако во иднина продолжи ваквата ситуација, ќе ги креираме најоптималните услови за да работиме во рамките на самоглас и во продукција на оние аудио книги. Имаме многу планови, имаме идеи, до крајот на оваа година треба да излезе и мобилна апликација. Се обидуваме во секој чекор да вклучуваме што поголем број на колеги, се обидуваме да дадеме приоритет на луѓе кои што се невработени уметници, кои што се директно погодени од оваа ситуација, и мислам дека тоа не успева. И сме многу благодарни што успеавме да си креираме некаква средина, тоа е некаков си мал екосистем кој што не одржува во живот и ни дава воз за работа. Доколку театарскиот аспект не изфункционира на начинот на кој што го имаме замислено во скоро време, самоглас е една опција која што навистина ми дава желба за да продолжам со оваа наша работа во овие ненормални услови. Која е улогата, значењето и функцијата на театарот во овие услови, во ова наше општество? Јас во овие услови, особено улогата на театарот, ја гледам во давање на надеж. Надеж дека се ќе биде во ред. И ова сигурно е некакво клише, ама станало клише затоа што е вистина во својата основа. Надеж за луѓето кои што сакаат да се дел од сите светови кои театарот ги креира, надеж за актерите и сите учесници во него. Значи, тоа не се само актери, не се актерите најпогодени, зборуваме за режисери, за сите останатиот персонал без кој што не може да се искреира една представа. Така да мислам дека примерно би било давање на надеж. Во некои по-големи рамки сметам дека театарот треба да е критика на општеството во кое што живееме. Не памфлет, критика. Не само од аспект на борба помеѓу партии, туку од сите аспекти кои што не засегаат. Меѓутоа мора да признам дека во последно време некако не се чувствувам како реално гледам која промена која што е предизвикана од театар. Многу ми е криво затоа што јас кога влегов во сето ова, уште пред да станам студент на ФДУ, влегов затоа што доживеав промена на лично ниво. Јас бев многу срамежлива, тивка, и да, например, и да те знаев на улица, не можев да те погледам, од што ми беше срам. И еден од чекорите за надминување на тоа беше аматерска представа која што ја направивме со Мартин Манев, Никола Наковски и други луѓе кои сите се официјално колеги. И се сеќавам колку тоа го промени мојот живот од корен. Како публика понатаму продолжив да доживувам други промени на некакво си лично ниво. И тоа се некои многу убави сеќавања кои што се надевам дека ќе се случат на што поголем и поголем број на луѓе.
театарот ме натера да бидам активна и во целиот аспект на барање на своите права, на подигање на гласот за маргинализираните заедници кои ги немаат или не ги уживаат. Ама некако во последно време, и можеби е само до мене, можеби јас имам изгубено некаква сила, енергија. Се надевам дека е така, се надевам дека само до мене, пошто тогаш ќе биде лесна промена. Ама ако е на некое колективно ниво, мислам дека не чека многу напорна работа, што не е лошо. Да. Како би се справувале со оваа ситуација, големите театарски имиња од минатото, кога би биле затекнати од оваа пандемија, но и во 21. век со овие технолошки можности и дистракции истовремено? Не знам, многу размислував на темата. Сигурна сум дека никој не би престанал да креира. Во тоа сум сигурна. И сигурна сум дека ќе бидат искористени максимално можностите кои што ни ги дава развојот на дигиталната технологија. Но, вториот дел кој што го спомнати, дистракција и се останато, сметам дека тоа е најголемата опасност. Таа дистракција која што ни ја нудат социјалните мрежи и нашите мобилни уреди, нашите компјутери, телевизори, се е смарт ТВ, се е некако, значи, и малку тоа заплашува, знае да заплашува. Меѓутоа, доколку се најде мерката помеѓу можноста и сето она што може да ни го пружи дигиталната технологија, мислам дека ќе отвориме нови порти на една мултимедијална уметност, каде што театарот ќе може да ја смени својата форма, каде што ќе се инкорпорира анимација, музика, видео, нешто што денес луѓето сакаат да го гледаат, нешто што ги стимулира. Пошто мислам дека живееме во време каде што сакам да примем се. Брзо да прочитам, брзо да видам кој победил на избори, брзо да видам дали пребројувањето е точно, брзо да го уживам овој нов спот на мојата омилена поп звезда. И некако сме фатени во таа брзина на денешницата. И јас себе си се фаќам во тоа некој, ајде побрзо, ама ако малку одмориме, издивнеме, ќе сватиме дека нема потреба да сме дел од таа трка. Впрочем, и со кој се надпреваруваме. Зошто брзаме? За да имам повеќе слободно време, зашто? За да... Мислам, ако здивнеме малку... Мал технички проблем. Зашто? Застанавме таму. Зашто? Да, тоа ми беше зашто брзаме, за да дојдеме во позиција од која што ќе може да брзаме пак. Некако целото наше брзање води кон нешто што е непродуктивно, ама ако здивнеме, седнеме и размислиме рационално, ќе сватиме дека и во ова време, и во овие услови, со технологијата која што располагаме, може да креираме прекрасни работи. Ќе бидат од мултимедијална природа, ама и тоа е иднината. Не гледам како на друг начин театарот би останал занимлив и интересен. Благодарам многу, Ангела, ова беше последното прашање за тебе. Сепак оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите твои размислувања, ставови и доживувања за театарот во време на пандемија, да се доискажеш или да испратиш порака до постпандемскиот театарски актер. Можеби до овие генерации кои што следат, кои што ја изучуваат оваа уметност, вака преку Zoom. Да. Горе-доле мислам дека покривме се со тоа што сметам дека единствената опција е само да не се откажеме. Мислам дека кон тоа треба да целиме во иднината. Не треба да целиме кон правење на најдобра представа во Македонија, нити пак најдобро музичко дело. Не треба само да нашата цел да биде да го одржиме она што сме го имале во живот. И да му ја дадеме најголемата чест која што може. Да, така да тоа е. Мислам дека никој не треба да се откаже. Секој треба да се најде некој свој пат преку кој најдобро би можел да изрази креативноста и само
да одим натаму. Тоа би Благодарам. била мојата порака. Да, ти благодарам и се надевам дека сите овие споделувања, сите твои размисли ќе бидат инспирација и мотивација за другите колеги, како што искрено се надевам дека и нивните размислувања ќе бидат наша инспирација и мотивација и дека сите заедно ќе допринесеме до развојот на театарската уметност. Едва и чекам. Фала ти на можноста, Џаџа, баш ми беше убаво. Друго правевме овој муавет. Благодарам и ти посакувам убав ден. Исто и на тебе. Фала. Ćao.